почитувани дами и господа, почитувани присутни. Имам чест и задоволство што можам да ви се обратам токму на овој ден и оваа година во која Македонија после 10-годишниот застој на патот кон ЕУ доби безусловна препорака за отпочнување на преговорите со ЕУ. Тоа е пред се наша, но и ваша заедничка заслуга. Амбасадоре, од моје лично име и од име на граѓаните на Република Македонија ви благодарам за подадената рака и за поддршката на патот кон ЕУ. Под заедничкото и единствено европско небо не води идејата секој од нас да даде свој придонес за афирмација на највисоките европски вредности. Мирот, просперитетот и стабилноста на европскиот континент не обединува цели 68 години да ја славиме Шумановата декларација и да се стремиме европското семејство да го направиме побогато и поквалитетно, а во сета таа глобализација да го зачуваме својот идентитет и посебноста како македонски народ со цврста европска визија и определба. Денес го славиме Денот на Европа. Ја славиме визијата на татковце на денешната Европска Унија. Крај на војните на европскиот континент и создавање европско семејство составено од различни култури. Денот на Европа се слави низ целата Европската Унија, но исто така и во Скопје, и во Кочани, Куманово, Гостивар, Тетово, Охрид, Гевгелија, Дебар, Велес и Кавадарци. И секако тука во Крива Паланка. Многу сум среќен што сум со вас да го славимо заедно и да го славиме на овој прекрасен ден. Би сакал да им честитам на сите учесници во прославата, како и на нашите домакини за организацијата на овој настан. Мојата порака до вас е дека вие сте дел од Европа. Вие му припагате на европското семејство. Секој од вас може да придонесе за вашата европска иднина, особено најмладите. Ви посакувам среќен Денот на Европа. Паланка нешто веднаш по 2000 година почна да ги користи фондовите на Европска Унија, од КАРС програмата, а подосна и од ИПА програмата за прекогранична соработка со Република Бугарија. Имплементиравме огромен број проекти, кои што проекти немаше да бидат возможно да се имплементират ако не беше возможна оваа европска помош и ИПА фондовите. Во моментот, покрај тоа што имплементираме проекти од прекогранична соработка со Република Бугарија, имаме активен проект со Република Косово. Во наредниот период ќе биде отворен повикот за соработка со Република Србија. Се надевам дека и по однос на овој повик ќе имаме успешни импликации кои што ќе бидат повржани од Европската Унија. Во таа насока и во таа чест сакам на амбасадорот да му се заблагодарам, да ги пренесе овие поздрави до сите представници во Европската Унија и во знак на благодарност му подаруваме една плакета за спомен и долго сеќавање. И за добра сарадна и за сите проекти во иднина ќе ви испоручам благодарница на вие.